Господине Костадиновски, кога ќе бидат исплатени субвенциите за лозарите и полјоделците? По завршувањето и комплетирањето на процедурата со првата исплата на производителите на млеко за неколку фази кои што предалека преработувачките капацитети и предадената оризова арпа кај откупувачите од реколта 2015, која што веќе е реализирана и е во тек, следува следна исплата до крајот на месецот, до крајот на неделата поточно, на вкупно околу 3 милиони евра исплата во делот на она што значи исто така производство на млеко и предавање кај преработувачките капацитети, а паралелно со тоа е отпочната и постапката за обработка на документацијата, на барањето од страна на полјоделците, оние кои што поднеле барања за исплата на субвенции во полјоделството, тука ги офаќа сите житни култури, градинарството, исто така оризопроизводителите од реколта 2016 година. Ова е посебно значајно кај полјоделците, најголемиот регион ќе ги опфати исплатата Пелагонискиот регион и земјоделците кои што најповеќе учествуваат во делот на производството на полјоделски култури и житни култури од Пелагонискиот регион. Исто така за градинарството, посебно во делот на Струмичкиот регион, Скопскиот регион и останатите производители на градинарски култури, оризопроизводителите посебно значајно од они од Кочанскиот регион, од источниот регион и посебно значајно е дека продолжуваме со целосна исплата на субвенциите предвидени во програмата за 2016 година, согласно законскиот рок кој што не обврзува до 30 јуни 2017 година во целост да ги исплатиме сите кои што ги спомнав, сите производители на овие култури, па и оние кои што произведуваат со сертифициран семенски материјал, понатаму поддршка во вид на субвенции на оние кои што произведуваат месо, кои што се занимаваат со сточарство, било да е тоа говедарство, козарство, свињарство, пчеларство и така натаму, и од живинарството, значи дополнителната поддршка која што е предвидена за регистрираните земјоделци, се вкупно во вредност од 60 милиони евра. За овие првата категорија за производителите на житни култури, оризопроизводителите, се вкупно на полјоделството, лозарството, кое што посебно ги опфаќа Тиквешкиот регион, можат реално да ги очекуваат средствата предвидени во програмата за 2016 година, да ги добијат на своите сметки некаде во втората половина на април месец и континуирано се продолжува, како што спомнав, со останатите култури за исплата на субвенции, до крајниот рок 36.2017 година. Севкупната вредност на активноста во делот на исплатата на субвенции ќе офати некаде околу 60 милиони евра. Средствата се обезбедени од буџетот на Република Македонија, ќе се реализира преку програмата за субвенции на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство.